Притисок врз работниците, неисплатени или намалени плати, злоупотреба на државната помош, непочитување на законот за безбедност и здравје при работа, долг е списокот на прекршувања на работничките права со кои работниците годинава го прославуваат Меѓународниот ден на трудот 1 мај. Двата најголеми синдикати, Сојузот на синдикати на Македонија и Конфедерацијата на слободни синдикати, посочуваат дека во изминатите 2 години евидентно е кршењето на работничките права. КСС сериозно ги свати новите предизвици, уште од почетокот, со кои се соочивме и континуирано укажувавме и баравме исто да се изнадат решенија за надминување на ваквите состојби. Но за жал, одговорните државни органи не предземаат доволно сериозни мерки за излез од оваа ситуација. Ке нас владата работи единствено по сопствено зацртан правец со подобни и послушни социјални партнери, со што економскиот и социјалниот просперитет станува недостижен за работникот. Вработувањето на определено време да трае најмногу 1 година бараат од ЦСМ, а истите договори автоматски да преминуваат на неопределено по изминувањето на првата година. Породилно отсуство од 12 месеци, COVID-19 да биде професионално заболување и 100% платено, се дел од барањата на Сојузот на синдикати на Македонија до владата. Сојузот на синдикати на Македонија смета дека веќе е потребно да се направат поинтензивни чекори за побрз развој и унапредување на економската основа во нашата држава. Сојузот на синдикати на Македонија очекува владата покрај активностите за управување со кризата и стабилизација на стопанството да почне да ги исполнува обетувањата содржани во незината програма која беше основа за добивање на владиниот мандат. Дел од компликациите предизвикани од пандемијата со COVID-19 допрва ќе станат видливи, предупредуваат од ЦСМ. На овој ден, одбележувајќи го Меѓународниот ден на трудот, 1 мај, повикуваме да се слушне и нашиот глас и бараме од сите релевантни чинители во општеството, не само декларативно, туку реално да обезбедат поголема заштита за нашите работнички права и да обезбедат сигурни и безбедни работни места, поголема социјална и економска сигурност, како и инклузивност во процесот на креирање и имплементирање на младинските политики. Од почетокот на пандемијата лани во март, од вкупната бројка на лица кои останаа без работа и екзистенција, речиси 30% се млади под 29 години.